Македонскиот јазик обстојувал низ вековите благодарение на тоа што луѓето зборувале, раскажувале и твореле, создавале дела на македонски јазик. Преку македонскиот јазик обстојуваме и ние македонците. И се додека има луѓе кои го употребуваат македонскиот јазик, тој ќе постои, а ќе постои нашата единствена татковина Република Македонија, рече председателот на владата Димитар Ковачевски во своето обраќање на панелот насловен Македонскиот јазик во словенскиот свет. Од најраниот период на македонската писменост, кој науката го бележи во 9-тиот, преку периодот од 16-тиот до 20-тиот век, па се до денес, кога веќе имаме стандардизиран и меѓународно признаен и препознат македонски јазик, факт е дека македонците како одделен народ со своји обичаи, културни традиции, живеат на своја македонска земја и говорат на свој македонски јазик. 2 август 1944 година, првото заседание на АСНОМ останува врежан во македонската историја, меѓу другото и како денот кога македонскиот јазик официјално е прогласен за службен јазик во нашата македонска држава, пошто следната година се усвоени и македонската азбука и македонскиот правопис. И со тоа се случува конечната стандардизација на македонскиот јазик. Сето ова покажува дека македонскиот јазик е вистински и реален, со своја длабока историја и своја автентичност. Тоа што е и денес. И тоа што ќе биде за навек. За важноста на македонскиот јазик за словенскиот јазичен свет зборува еминентни професори, научници, заштитници на употребата на нашиот вековит македонски јазик. Се додека има луѓе кои го употребуваат македонскиот јазик, тој ќе постои и ќе постои нашата единствена татковина. И уште нешто, ќе се сетам на Ѓорѓи Пулевски, на неговата реченица, бидејќи живееме во мултикултурна средина, кога ќе излезеш чаршија, ќе го поздравиш соседот на македонски, па на албански, па на турски, па на влашки и така натаму. И уште на моја желба, ако можел овој народ, или ако можел овие народи да живеат во минатото без граници, можат и во иднината. Светите Кирил и Методи се значајни за писменоста на сите словенски народи, како создатели на првото словенско писмо глаголицата, од која потекнува и македонската писменост. Централната свеченост по повод одбележувањето на 24 мај, денот на сесловенските просветители, годинава се одржа во Охрид.